Tak jsme přišli na místo. Tady je Smidgin doleva. Jo. Vůbec to tady nevypadá, jak tady nebyl teda lihovar někde, jo. Za to jsem na to zvědavej, tohle má být lihovar tady. Tak tam lezeme a uvidíme, no. Protože tady je hostel, cedule. 10 ml džin od Smidgin Classic, od prvиот производ кој што е произведен. No, tam 50 litrů džinu. Ставаме много мрез. Јас скоро мислев дека нема некакво влијание, ама овде научих дека колку повеќе мраз има во коктелот, толку подобро изгледа. Ние имаме некои настани кои што ги организираме, особено летно време. Имаме дворче позади овде. И имаме капацитет од околу 30 до 40 луѓе, така. И во тие настани специјално бармен ги прави коктелите. И тој има кажано дека колку повеќе мраз има во коктелот, толку поубав е на вкус. И стварно ја после кога го пробав и на еден начин, зашто? Ако има повеќе мраз, коктелот се лади. Ако има една коцка мраз, бргу се топи и ставно е вода. Ако га Když je hodně ledu, tak se netopí. Když je hodná, tak se roztopí a není chuť. Aha. Takže tam dal hodně ledu, ne, do toho? Když je hodně ledu, tak se netopí led, víš? Jo, že se nerozpustí. No, nerozpustí se. No. A Smrkem říkal, to je jalovec. Скоро мислев дека нема влијание. Нема влијание, ја. Ставаме лимон, ставаме тоник. Во Македонија немаме многу избор на тоник, го користиме овој вид на тоник. Меѓутоа, исто така во коктелите има влијание и типот на тоник. Понекогаш, пример со велвет, користиме тоник од јагода и многу добро излегува така. Ставаме планински чај за арома, кој што е исто така како и смреката, рачно берен од македонските планини, поточно од Галичица. Галичица сме били Галичица. Да. Во близина на... To je jalovec, ne? Како? Ne, co to je? Тоа е смрека. Čaj. Ne, tohle to. Čaj? Ne, tohle, tady, ukáž, tohle. To je jalovec, co tam dává teďka, ne? Ne, tohle, ty měsíce. Ne, no, tohle, to je. Тоа е смреката. Jalovec, no. Jalovec. Да. U nás jalovec. Jo. Можете и да ја јадете така свежа. Да. Jalovec. Guláš dělá se, guláš, jídlo, guláš. Стварно? Да. Zvěřina, ale zvěřina, no. Zvěřina, no. Divoký. Има луѓе што приготвуваат други видови на месо со него заедно. Влијае на вкусот. Aha. Tam dá, hele, tam dělat ještě být tonika v Čechách, teda gin. No, hele, ale fakt, že rozděláš jako gin. Jo, mi to, no má to chuť jako ginu, no, tak jako když toto. No. Co tam ještě má alkoholu, tam dole je, nebo co? Jo, nám takhle panáka, jo. Ова е за дегустација Smidgin Classic. Jo. Производ кој што е произведен. Состојки во казанот, кога ќе излезе дестилатот, тој вкус е тој. Нема додадено адитиви, нема додадено бои. Да. И многу е тешко да се произведе на ваков начин. Příchutný. Nemá příchuť žádnou, je to klasik, no. Да. Што не е случај со Velvet Orient, кај нив има понатаму купажи за промена на вкусот, има додавање на боја, бојата се добива после кога ќе биде направен дестилатот, но класикот е London Dry Gin од еден беч од една серија. Нема никакво менување кај него.
И интересно е тоа што на почетокот биле потребни 42 дестилации за да се постигне баш тој вкус. Милица, нашиот мастер дестилер, таа е одговорна за вкусовите на производите. На почетокот, кога била основана фирмата, двајцата основачи со оглед на тоа што немале никакво познавање од алкохолната индустрија, ја запознале Милица Плетварска и таа исто била познат енолог, во тоа време работела со вино и тоа било ново искуство за неа. Почнале да посетуваат дестилери низ Европа, низ различни држави, како што се Португалија, Италија и на почетокот, пред да го произведат класик, биле потребни 42 дестилации за да се постигне баш тој вкус. На почетокот користела производи како планински чај, како од маркет, од кесички на таков начин, но подоцна кога почнале да го користат планинскиот чај баш од планините, морале да ја намалат концентрацијата за 16 пати. Заради тоа што многу подобар квалитет имал планинскиот чај од планината, за разлика од тој од маркет. И на таков начин е одлучено да се почне да се користи што е можно повеќе природни производи, да биде смреката и планинскиот чај поготово да бидат купени од берачи кои што рачно ги берат од планините производите. На таков начин се постигнува подобар квалитет. Ако сакате, можеме да продолжиме во тој дел. Не е индустријско производство и не може ниту еден да биде ист со претходниот. И тие даваат специфично име за секој, нашиот е кейтеринг. Избрал е таков тип на казан поради формата. Полесно е да се мешаат состојките внатре кога е вака округла формата. Исто така загревањето е полесно. Овде имаме водена бања, кај што ставаме вода и ја загреваме со електрична енергија и на тој начин загревањето од сите страни исто. И се постигнуваат еднакви ароми у сите страни. Пример, кога ние ги ставаме на почетокот состојките, внатре во казанот ставаме етанол, кој што е 96%, го чуваме у овој контейнер, и ги ставаме планинскиот чај, смреката во различни количини, зависно од производот кој што треба да се направи според рецептот. И сега има некои состојки кои што плутаат на површината, некои кои што се таложат и доколку загревањето биде од една страна, истите ароми нема да бидат еднакво на сите страни. Затоа е поубаво кога загревањето е од сите страни. Како што расте температурата на водата, така расте температурата и на алкохолот. Овде ја мериме, ја гледаме и таму притисокот. Така настанува процес на испарување и течноста станува газ, поминува низ овие цевки и овде во овој сад имаме ладна вода која што нема никаков допир со дестилатот внатре, туку служи за хладење на цевките и на тој начин повторно се создава течноста, односно дестилатот. Во оваа фаза овде е дестилатот од прилика 72 до 67% алкохол. Да. И тоа е многу високо количество на алкохол. Мора да се намали и тоа го правиме со вода. Во контейнери полниме вода во различни пропорции, соодветно, за да дојде до 41% или до 18%, зависно од кој тип на алкохол го правиме. Сега класикот, првиот производ кој што го пробавте, е направен само во оваа серија. Нема после додавано никакви бои, никакви адитиви, ништо. Овде, во овие буриња, имаме исто така джин, кој што го старееме во буре. Не е толку специфично за джинот да биде стареен во буре, повеќе е за виното. И овие буриња се од винската индустрија. Во првиот беч кој што го направивме беше од шардоне вино, а вториот беч од каберне сувиньон. И 56% ќе имате можност да го пробате и него. Има вкус на джин, ама ги има аромите на вино, од бурето, од виното што е стоено од претходно. Многу интересно е. Првата серија која што ја произведовме многу брзо се потроши.
околу 500 флаши беа, беше старена за 200 дена, а втората серија 356 дена. Сега треба да имаме и трета серија, која што ќе биде за месец или два некаде од прилика готова. Овде имаме едно мало казанче, кое што го користиме за правење проби. Сега моментално е разглобено. Ама вака изгледа. Го користиме за правење на проби, кога сакаме нешто ново да... Јело е рецептур, нова рецептура. Да. И исто така имаме и тури, gin making, кај што вие сами можете да правите джин. Мастер дестилерот Милица ви дава сугестии или дава помош кои состојки со што идат, ама вие ги избирате состојките и вие го правите джинот. Да, на каков вкус сакате да има, вие одбирате. И тоа е интересно многу. Овде имаме периодична табла на джинот. Тоа не е вистинско нешто, туку ние го измисливме за на поинтересен начин да представиме кои се состојки ги има во джинот. Овие сите состојки ги има во джинот, ама во различни концентрации. Овде имаме и некои награди кои што не се освоени, кои што се интернационални. Заради тоа што ние сме прва дестилерија во Македонија за джин, претходно немало, а после нас има уште една дестилерија, тие се уште помали од нас, имаат еден производ само и немаме баш нешто многу конкуренција моментално на домашниот пазар за домашно производство во поглед на джин. Овде, во оваа просторија, е работната просторија, кај што поголем дел од работите се одвиваат, пример, кога ќе се заврши дестилатот, кога ќе помине претходната фаза, овде во овие контейнери се намалува алкохолноста со вода, во различни пропорции. Во овие контейнери, пример, се прават купажи, мацерации, тоа се процеси каде што различни типови на дестилати се мешаат за да се постигнат специфични ароми. Пример, кај ориентот се прави тоа. Исто така овде се прави бојата кај велветот. Од после се добива бојата, не е во текот на дестилацијата. И после тоа следува процес на флаширање, каде што со помош на оваа полначка секој шише едно по едно се полнат и да. Тој процес трае доста време. Овде се одвива процес на етикетирање, се ставаат различни видови на етикети, пример имаме вакви етикети кои што полесно се ставаат, додека овие транспарентните етикети е многу тешко да се стават, се формираат воздушни меурчиња, па за да се избегнат тие се користи вода. Сега и со вода се формираат водени меурчиња, па е потребно да се притисне поубаво така, за да биде вака како што треба. Баш е тешко изводливо. Имаме на се... етикета туј, ја? Како? Етикет? Да. Туј го робиле. Да, тука го правиме етикетирањето. Моментално сега имаме процес на етикетирање. После исто така следува процес на ставање на восок. Со овие райс кукери ставаме восок. Ќе се загрее восокот во течна состојба, се притиска со овој печат кој што има форма на лав. Тоа е дел и од нашето лого. Има поврзано со македонската историја. И тоа се прави на секое шише. Исто така се става и batch number, број од која серија во таа година е произведен джинот. И исто така, пример, кај XO джинот кој што е старен во буре, таму имаме и bottle number, значи број на шише, кој поред шише од тие 500, секој е посебно и беше интересно на почетокот кога луѓето доаѓа се купиле джин XO и ќе се вратат и ќе кажат баш 33-тото шише беше мое, некако како персонализирано, како само тие го имаат тоа шише, така доаѓа. Формата на шишето исто така може да се забележи дека е поспецифична, не е класична форма како за шише и таа има
Поврзано исто со македонската историја, ова е златна маска од Требениште Охрид и од таму е дојдено до инспирација за формата на шишето. Шишињата ни ги произведува фирма од Франција, која што специјално за нас ги произведува во таква форма. Саверглас се вика. Инаку, првичната форма на шише не била таква, туку ваква. На почетокот Смит Джин се викал Хетарој. Тоа е името на штитот на Александар Велики, но подоцна името било сменето заради од маркетинг агенција од Дубај, заради тоа што некако по-лесно запаметливо е некако Смит Джин, по-звучно е. Барем мене така ми звучи. Смит Джин ми е полесно да го запаметам отколку Хетарој. Смит Джин, Хетарој. Да. Смит Джин, значи Смит на англиски е сленг за нешто мало и тоа е асоциација дека ние сме мала дестилерија и нашето мото е исто Small Taste of Perfection, мал вкус на перфекција, дека сакаме дека ние сме мала дестилерија, ама сакаме да направиме нешто што се ближи до перфектно да биде. Нашата идеја е да не е само да направиме джин и да го продаваме, туку се да има причина зашто е ставено така. А то джин? Да, тоа е нашиот последен продукт кој што сега треба да излезе, уште не е излезен за продажба, се вика Слое джин и тој е 26% со вкус на тренингија, ќе ви дадам да пробате таму. И сега треба да се стават етикетите на него, ќе имаме промоција сега во четврток и после ќе може да се продава. Спремни веќе за продажба. На горниот дел имаме некои персонализирани производи, примерно ова беше за Айкос, фирма за цигари, а ова е Фармахем, македонска фирма за лекови. Лекар. Да. Ова е Velvet Love Edition, ова е еден од нашите производи. Го правиме за Валентайн, за 14 февруари, првично така беше смислен производот и после и за летно време го користиме заради тоа што има таков освежителен вкус на јагода. Убав е освежителен за летно време. Ова е Artistic Edition од наш македонски артист, Каролина Арменска се вика. Внатре е класик производот, ама етикетата е артистична. И ова исто така е Artistic Edition, исто внатре е класик. Меѓутоа етикетата е артистична да има корелација со македонската традиција. Ова се пример везовите на македонските народни носи, алката како символ на македонски накид, стар традиционален македонски накид. Исто така, овде имаме мала продавница кај што ги чуваме производите. Сега ќе ви покажам како да се пакуваат некои од нив. Како сетови со високи, со ниски чаши имаме. Овака. Како се вика? Ова е за кралицата Елизабета, поклон, и принцот Филип. Се случи на еден настан пред 2 години, каде што имаше соработка помеѓу двете држави за пријателски односи, за помеѓу амбасадите на Велика Британија и Македонија. И тогаш ние имавме чест да бидеме представени како македонски производ и доделивме поклон на кралицата, заради тоа што и тие многу сакаат да пијат джин. Вака беше спакувано, персонализирано издание. Овде имаме и други некои персонализации. Да, ова беше... Пиво. Бир. Да. Ова е од зајон од една кафетерија во Скопје. Да, не е наш производ. Takže tady koštujeme, pijeme drink, teď nám jde nalejt další gin, čistý na ochutnání a jak to tady vypadá do lihovaru. To jaký gin? Ова е Smith Gin Velvet. Ова е вториот производ кој што беше произведен.
Сега ќе ви дадам за да пробате. На почетокот го имавме нели првиот производ првично. Сега сакавме нешто што ќе биде освежително за летниот период, нешто што ќе може да се пие со различни видови на коктели. И на тој начин е создаден Smith Gin Velvet. Бојата беше одбрана од страна на нашите купувачи преку анкета на Инстаграм. Луѓето сами си избраа каква боја сакаат да биде и ние на таков начин се прилагодивме за да ја произведеме. Сега ќе ви покажам од која билка доаѓа бојата. Секунда. Butterfly Tree Flower или тајландска љубичица. Овде во Македонија ја нема, заради тоа што немаме клима таква, но ја има во Тајланд. Ако сакате можете да помирисате да видите. Тајландска. Ова се нашите... Ти си даш с нама? Како? Даш си с нама? Ете, од празно. Но не е празна и там. Но ти там. Живео. Ајде. Живели? Но там налетим си. Ајде. No den hezky voní. Tak jsme tady. No? Tak jo. Живели? Živý jo. Smith Gin. Aký dobrý. Ten dobrý. Овој Exo Gin што ни е старен во буре. Он иде повеќе свеж, мислам свеж, чист, да не се меша со коктели. Може и со него да се прават коктели, како виски саури или нешто такво, ама му се губат аромите, не е толку убаво да се осети како што е убаво да се пие чист. Ќе ви дадам да пробате и од него. Ако сакате ракија, мислам дека ќе ви се допадне. Rakija. Сте пробале ракија? Pili hodně rakie. Да, правите и вие? Да и вас или? Teď jsme vylezli z exkurze asi něco přes hodinu a musím říct, že je fakt super. Jeli jsme asi 8 panáků, koktel nějaký a můžu to doporučit jenom.